6-ти надпревар од финалната серија на 52-то NBA првенство. Јута Джез на домашен терен во Делта центар во Солт Лейк Сити против петкратниот NBA првак Чикаго Булс. За топката ќе се борат Лук Лонгли и Карл Мелоун, а првиот напад оди за гостинската екипа за Чикаго Булс. Майкл Джордан го води првиот напад на Чикаго на овој надпревар. Брајан Расел на самиот почеток е задолжен за него. Рон Харпер до Скоти Пипен и Скоти Пипен. Првиот напад на Чикаго завршува со забивање. Скоти Пипен одигра катастрофална средба, барем што се однесува до поентерскиот дел во петиот меч. Постигна 6 поени со шут од 2 прецизни од 16 обиди. Првиот напад за Јута Джез без поени. Повторно Чикаго. Тони Кукоч феноменален на петиот надпревар. Во NBA лигата не верувам дека одиграл подобра средба до сега. Джордан. Прво промашување во неговиот прв обид. Џон Стоктон има топката кај себе. За него стандардно задолжен Рон Харпер. Многу нешто зависи од дуелот помеѓу овие двајца кошаркари. Мелоун во својот прв обид е прецизен. Карл Мелоун, без оглед на тоа дали Јута добиваше или губеше во претходните надпревари, против Лук Лонгли игра феноменално, едноставно го искомплексира човекот во одбраната. Овој пат успеа и да пресече топка, меѓутоа не побара тајмаут на време. Излезе заедно со баскетот надвор од теренот, останува Чикаго во напад. Скоти Пипен, ако не му одеа поените во тој пети надпревар, беше испореден во другите елементи од играта. 11 асистенции и 11 скокови. Харпер. Тони Кукоч, прв негов обид. Скок на Джеф Хорначек, грешка на Джеф Хорначек. Пипен. Одлично до Тони Кукоч и сите 4 поени на Чикаго Булс доаѓаат по забивање. Пипен и Кукоч. 4:2 води Чикаго. Минаа 2 минути од надпреварот. Стоктон, одлично до Хорначек, прекрасно одиграно. Хируршки прецизно додавање на Џон Стоктон и убаво положување на Хорначек. 4:4. Убав почеток на надпреварот. Джордан до Харпер. Сега Тони Кукоч, пред него е Адам Киф. Кукоч нов обид и Тони Кукоч четврти него поен. Како течеше плейофот, Тони Кукоч се повеќе фаќаше ритам, влегуваше во форма и во вистински момент за Чикаго Булс ја игра својата најдобра партија. Во претходниот надпревар, а и оваа средба ја започнува одлично. Мелоун е фаулиран под кошот. Ова се првите поени на средбата преку Скоти Пипен, инаку уште на самиот почеток да кажам, Скоти Пипен оваа средба ја игра под седативи, човекот има многу проблеми со болки во грбот. Игра под инекција. Инаку интересно, по двете средби во Делта центар, Скоти Пипен им порача на навивачите на Јута да се концентрираат на WNBA лигата, значи на женската NBA лига, затоа што Јута Джез, според негови зборови, го заврши својот настап во Солт Лейк Сити во оваа сезона. Меѓутоа, не ќе е баш така. Мелоун, трети поен. И уште едно слободно фрлање. Бурно поздравени поените на Карл Мелоун од домашната публика. Ова е трето изравнување на резултатот, 6:6. Тече третата минута од надпреварот. Комулична грешка на Џон Стоктон, велат судиите.
Фаулиран беше Рон Харпер. Пипен. Кукоч. Адам Киф е задолжен за него. А Карл Мелоун е до Лук Лонгли. Харпер. Убаво украдена топка на Адам Киф. Да видиме. Расел е под кошот, меѓутоа Хорначек не е Стоктон за да додаде прецизно. Сега двајца покрај Харпер и има лична грешка. Или од Карл Мелоун, или од Браун Расел, во секој случај фаулиран е Рон Харпер. Расел не му е досудена личната грешка. Да видиме уште еднаш. Попречи тамо и Харпер, а на крајот украде Скоти Пипен. Забележувате, веднаш има болна гримаса на лицето на Скоти Пипен. Уште еднаш ќе повторам, со големи проблеми со кичмата, со грбот Скоти Пипен. Таа повреда им е позната на многу кошаркари од NBA лигата. Се сеќавате, Лери Бирд се повлече поради неа. Проблеми со грбот има и Чарлс Баркли, па веќе 2-3 сезони најавува повлекување. Истата таа повреда, истиот тој проблем од оваа сезона го има и Скоти Пипен. 8-6 водство на Чикаго. Стоктон убаво положува. Четврто израмнување од почетокот на средбата. Први поени за Џон Стоктон. Майкл Џордан се уште ги чека своите први поени. Јута без промашување од поле, од 3 обида 3 пати прецизни. Чикаго 2 пати промаши од 5 обиди и сега има лична грешка во напад направена е на Джеф Хорначек. Уште еднаш да видиме влезот на Џон Стоктон. Обично во ваква ситуација одбранбените кошаркари го упатуваат кошаркарот со топката на влез за да има удвојување и да се најде во неприлика, меѓутоа овој пат не дојде никој на помош. Да видиме, поените не би требало да важат, претходно имаше лична грешка. Во секој случај тоа што Карл Мелоун погоди упатува на тоа дека е расположен за игра и на оваа средба. Хорначек куса, Лонглија прифати топката пред Адам Киф. Пипен во полуконтра. Џордан против Стоктон без многу размислување, еве ги првите поени на Майкл Џордан. Ова очигледно нема да биде дуел во оваа средба Стоктон против Џордан. Во таков случај големи проблеми би имале кошаркарите и одбраната на Јута Џез. Рон Харпер прави лична грешка. Патем и Карл Мелоун му покажа како изгледа неговиот бицепс и неговиот лакт. И еве сега она стандардна замена, излегува Лук Лонгли, а на негово место во игра Денис Родман. 4 надпревари. Денис Родман беше голем проблем за Карл Мелоун, меѓутоа на петата средба Карл Мелоун го надигра апсолутно. Расел во обид за тројка. Топката сама доаѓа до Скоти Пипен. Сега Џордан. 10-8 води Чикаго. Пипен против Киф. Пипен со полукорок и Пипен е прецизен. Четврти поен за Пипен. 12-8. 4 поени предност за гостите. Стоктон ја има топката кај себе. Карл Мелоун го нема на неговото место на крилната позиција. Стоктон бие за тројка. Скоти Пипен ја прифати оваа топка без многу проблеми и покрај тоа што Киф беше до него. Сега Џордан вади надвор до Пипен. Нова украдена топка Стоктон. 2-1. Хорначек не успева да погоди од чиста позиција. Очекуваше старт на Тони Кукоч, овој мудро го пушти. И како да беше збунет Джеф Хорначек од таквата постапка на Тони Кукоч, од чиста позиција не успеа да положи. И сега еве го првиот тајмаут на оваа средба. Ќе ги видиме уште еднаш поените на Скоти Пипен. Очигледно некако бавно се движи, очигледно е дека има проблеми.
12-8, 4 поени предност за чериме нападот на Јута Џез, се уште истиот резултат, 12-8 за Чикаго. Ќе видиме уште еднаш, имаше предходно напад на Чикаго Булс и дуел меѓу Родман и Карл Мелоун. Поуспешен беше Мелоун. И сега Расел повторно од изгледна ситуација. Може би не како она на Джеф Хорначек пред малку, меѓутоа сепак имаше убава шанса да поентира. Останува истиот резултат, 12-8. Тони Кукоч, кифе до него. На спротивната страна Џордан во обид за тројка. И Џордан е прецизен. Ова е петти поен за него, прва тројка на надпреварот воопшто. 15-8, одличен старт на Чикаго Булс, 7 поени предност. Серија од 7-0 на гостите. Мелоун против Родман. Мелоун. Овде како да имаше и чекори од него, Џордан му е изби топката од рацете. Во секој случај напад за Чикаго. Кукоч. Пипер. Кифе до него. Кукоч. Не се решава за тројка, прекрасна асистенција. Одлично одиграно и забележувате веднаш Стоктон бара веднаш тајм-аут. За Харпер ова е четврти поен. И веќе убава висока предност на екипата на Чикаго Булс од 9 поени. Асистенцијата на Тони Кукоч уште еднаш. И Харпер осамен под кошот. 17-8 води Чикаго. 35-46, а Џордан од 10 обиди погоди само еден. Забележавте, Скоти Пипен го напушти теренот, ја напушти арената, очигледно треба да му се укаже помош. 6 поени на Чикаго од загубените топки на Јута. Айсли не се решава на шут, имаше позиција, сега Расел е со топката. Ентоан Кар за прв пат го игра. Тони Кукоч, лична грешка, не се согласува со судијата. Меѓутоа судијата беше во непосредна близина. 21 минута мина во петиот надпревар во игра Ентоан Кар. Постигна 12 поени, 6 обиди, 5 пати прецизен. Запрене играта. Што има сега? Недозволена одбрана на тимот на Фил Џексон. Брајан Расел ќе уфрли топката во игра. И натаму Ентоан Кар го следат камерите. Јунакот на тој пети надпревар во клучните моменти не знаеше да сгреши. Мелоун. Убаво Хорначек се ослободи најпрви на Рон Харпер и стигнува до својот четврти поен. Прекрасно беше послужен, како на тацна, беше послужен од Карл Мелоун. 7 поени предност за Чикаго. 4 минути до крајот на првата четвртина. Џордан преку Расел, овој пат Кусо и Ентоан Кар пред Денис Родман. Айсли. Тони Кукоч е задолжен за Карл Мелоун. Да видиме, Расел има лична грешка од Тони Кукоч. Или пак, ако слушнав добро, повторно недозволена одбрана на гостинската екипа. Джери Слоун заработи техничка грешка поради приговор. Не знам на што приговараше, може би на оној пад на Карл Мелоун кога се најде на теренот. Може би бараше лична грешка на некој од кошаркарите на Чикаго Булс. Во секој случај ќе има слободно фрлање за Майкл Џордан, а топката потоа ќе им припадне на домашните кошаркари. За Џордан шести поен, најпрецизен е на надпреварот за сега. Еве да видиме. Па сега, што да кажем, дали имаше тука лична грешка или пак сакаше да одглуми Карл Мелоун, во секој случај. Джеф Хорначек стигнува до својот пети поен по илегалната, односно недозволената одбрана на Чикаго Булс и топка за домашниот тим. 18-11.
Расел. Денис Родман прави лична грешка. Непрописно се бореше за позиција, односно не му дозволуваше на Карл Мелоун да дојде до позиција и судиите веднаш ја запрее играта. Многу мирно ја прими оваа одлука Денис Родман. Мелоун е повторно на линијата за слободни. Него посака топката, кружеше околу обрачот, сега втор обид. За сега 4 поени за Карл Мелоун. 79% шут од оваа позиција, низ годинашниот плейоф. 5 поен за него се израмнува со Джеф Хорначек. 18-12. Кукоч преку Мелоун. Скок на Хауард Ајсли. Нешто како полуконтра. Да видиме кој е сам. Хорначек добива топка, сега Карл Мелоун. Удвоен веднаш од Тони Кукоч. Расел. Стигна Кукоч да се врати кај Ентоан Кар. Кар против него. Кар со скок шут. Прв кош на Ентоан Кар. Го надсили Тони Кукоч за да дојде во добра позиција за шут блиску до кошот. И не му беше тешко да поентира. Сега е ред на Фил Джексон и на Чикаго Булс да бараат тайм-аут. Резултатот е 18-14 од 9, сега само 4 поени предност за гостинскиот тим. Негова помош на оваа средба, ќе видиме што ќе се случува до крајот. Стив Кер е во игра за прв пат на оваа средба. Джордан уште еднаш против Расел. Игра 1-1, сега дојде и Хорначек тука. Скот Барел. Нов обид да се проигра Майкл Джордан и остануваат само уште 3 секунди за овој напад на гостинската екипа. Барел ќе уфрли топката во игра. Джордан 2-1 секунда, успеа да упати удар на време. Барел офанзивен скок и кој прв до оваа топка. Расел до Хорначек. Го има десно Хауард Ајсли, Хорначек бие сам и погодува тројка. Прва тројка за Јута Джез, 8 поен за Джеф Хорначек. Само поен предност за Чикаго. И сега серија од 8 спрема, односно 7 спрема 0 на Јута Джез. Венингтон исто така е во игра. Джордан. 2 секунди за овој напад, нема време. Одлично во одбраната екипата на Јута. Во 2 напада поред на Чикаго по тайм-аутот што го зеде Фил Джексон. И делириум во Делта центар, одушевени се од тоа што го прикажуваат кошаркарите на Јута Джез во последните 3-4 минути од надпреварот. Серија од 7 спрема 0 и напад за домашната екипа. Прва четвртина, први 12 минути. 12 минути на големи пресврти во играта и серии на двата тима. Мелоун. Седми кош на Карл Мелоун. Јута води 19-18. Прво водство на Јута Джез на оваа средба. Родман офанзивен скок. Кер. Топка за Венингтон. И Венингтон е прецизен. Промена на водството. 20-19 за Чикаго. Се играат последните 70 на секунди. Се разбира од првата четвртина. Мелоун запрене играта, кому лична грешка на Стив Кер. Майкл Джордан 6 поени до овој момент.
Кер протестира. И сега да видиме дали имаше повторно недозволена одбрана на гостинската екипа. Джеф Хорначек таа грешка ја претвара во коша. Гледате, Карл Мелоун и Денис Родман разменија неколку, се разбира, пријателски удари меѓу себе. Крис Морис влегува во игра за прв пат на надпреварата. Енто Анкар е повлечен на клупата. Тони Кукоч се враќа. И редно е надпреварот да продолжи најпосле. Джери Слоун претемпераментен во оваа прва четвртина, заработи и техничка грешка, а се игра последната минута од првата четвртина. Резултатот изравнет, двата тима по 20 поени. Айсли, одлично до Мелоун. Мелоун, 9 поен. 22-20. Повторно заглушувачка атмосфера во Делта центар. Јута е во напад, во својот последен напад во оваа четвртина. Джордан преку Расел. Джордан израмнува. 8 поен на Майкл Джордан. Ќе остане некоја секунда сепак и за Чикаго. Айсли. Мелоун против Бенингтон. Мелоун кружи. Мелоун бие, фаулиране, кошот ќе важи. Мора да важи. 11-ти кош на Карл Мелоун во оваа четвртина. Уште една блескава четвртина на Карл Мелоун во продолжение на оние 4 од 5 надпревар. Мелоун ја запали публиката и навивачите на Јута Джез во овие први 12 минути. Ја гледате реакцијата и на Енто Анкар. Ке има и дополнително слободно фрлање. 11 поени без промашување од поле, само едно промашено слободно фрлање. Погледнете каква тишина сега во салата. И нормално бурна реакција на овој погодок на Мелоун. 12 поен за него. 25-22. Кукоч. Фаулиране Тони Кукоч. Кошаркарите на Јута Джез бараат чекори, меѓутоа имаше лична грешка на Крис Морис, без друго. Очигледна беше. 8,5 секунди до крајот на првата четвртина. Чикаго има доволно време да упати удар, да изгради позиција за шут и добра одлука на Джери Слоун го повлекува Карл Мелоун да не направи непотребна лична. Джордан, 2 секунди, нема време. Или сепак има време да упати удар, меѓутоа не успева да погоди. Крај на првите 12 минути од овој 6-ти надпревар. Блескава партија на Карл Мелоун, а Јута Джез има предност од 3 поени. 25-22. И за првото место по регуларниот тек на сезоната во лигата. Започнува втората четвртина. Јута е во напад преку Шендон Андерсон. Прекрасна игра на Андерсон. Под раката на Рон Харпер убаво положува. А на самиот почеток на втората четвртина Мелоун и Джордан се на клупата. Запрена играта, тука ќе има лична грешка врз Скот Барел, ја направи Шендон Андерсон. Ќе ги видиме уште еднаш поените на Андерсон против Барел сепак. Без контрола на играта на Андерсон Барел во одбраната. Стоеше близко до него, меѓутоа не знаеше каде е топката. А сега Фостер прави лична грешка на Тони Кукоч. Фил Джексон невообичаено мирен за сега. 27-22, 5 поени предност за Јута. Бенингтон. Нова украдена топка на Јута Джез, Фостер се избори за неа и нормално
во таа брзина. Фостер, кој што не е вичен да ја води топката, се обиде токму тоа да го стори и изгреши. Целосно испретурена петорката на Чикаго Булс. Забележувате и Бушлер е во игра, и Венингтон, и Скот Барел. Единствено Кукоч од стартните 5 е во игра. Майкл Джордан, стрелец на 8 поени во првата четвртина. Барел ќе уфрли топката во игра. Бушлер до Кукоч. Интересно, петорката на Чикаго со четворица бели играчи, единствено Скот Барел е црноморестиот во игра и сега ќе влезе Денис Родман. Венингтон направи чекори и најверојатно ќе биде повлечен од игра. Хауард Айсли. Андерсон се бори за позиција да прими топка. Еве го. И да видиме што сега. Дали повторно има недозволена одбрана. По трет пат на оваа средба на тимот на Чикаго Булс. На Джад Бушлер не му е јасно. Тони Кукоч протестира. Хауард Айсли ќе шутира. Айсли беше избран во втората рунда од драфтот како 30-ти пик 94-та година од Минесота Тимбервулс. Еве уште еднаш убаво покажува оваа графика и оваа камера одгоре. Тони Кукоч, односно Бушлер, бранеше простор. Андерсон, Фостер на влез, вади надвор, до кого? До никого. До клупата на Јута Джез, до тренерот Джери Слоун. (19:5) парцијално серија на Јута Джез. Тони Кукоч, Кусо, Морис пред Бушлер ја дофати таа топка, сега му се брза на Хауард Айсли, да видиме. Ентоан Кар од табла. Имаше отворен пат кон кошот, меѓутоа Ентоан Кар недоволно концентриран. Останува 6 поени предност за Јута. Тече втората минута од втората четвртина. Родман. И Родман во улога на асистент, а Тони Кукоч во улога на реализатор. 6 поен на Тони Кукоч, 28-24. Айсли против Кер. Кар. Да видиме што ќе стори против Родман, удвоене од Тони Кукоч. И нова грешка во додавање, сепак успеа да спасат домакините. Дали ќе важи оваа тројка? И се чини дека судиите најпрвим покажаа, кренаа раце дека тројката нема да важи, дека е упатен удар по истекот на времето, меѓутоа ако забележав добро, најстариот судија на оваа средба покажа дека има лична грешка од Стив Кер. Еве го моментот, според судијата тука Айсли бил удрен по главата, допрен по главата пред да го упати ударот, меѓутоа во таков случај тројката би требала да важи. Нормално ако е упатена на време оваа топка, односно овој шут кон противничкиот кор, и би требало, според она што го видов, да има 3 слободни фрлања за Айсли. Не, сепак не. Топка отстрана, кошот не важи, ударот беше упатен по истекот на 24 секунди и напад за Чикаго. Бушлер. Први поени на Джад Бушлер на додавање од Майкл Джордан. Само 2 поени предност за Јута. Айсли. Шендон Андерсон се бореше за позиција, сега Мелоун доаѓа на своето место, добива топка од Айсли, игра против Родман, повратна топка, уште еднаш, да видиме, Мелоун силовито, не успева да погоди, напад за Чикаго.
Лонгли повторно е во игра на теренот. 2 поени предност за Јута и можност за Чикаго по подолго време да го изравни резултатот. Бушлер, Џордан. Андерсон го чува. Хер. Има лична грешка од Хер. Чинам дека е ова исправна одлука на судиите. Штитејќи ја топката од Шендон Андерсон, неправилно се постави Хер, веќе видим уште. Ова е блок во движење, а тоа е недозволено. Стоктон запреме играта, многу лични грешки, многу прекини. Ќе видиме кој од сето тоа ќе профитира. Овој пат Џад Бушлер направи лична грешка. Брайан Расел ја уфрла топката во игра и полека се враќаат стартерите на теренот. Расел, Стоктон и Мелоун во тимот на Јута Џез. Еве го Мелоун под кошот против Лонгли, прави чекори. Сугерира на чекори и Майкл Џордан и уште еден кошеркар на Чикаго. Ентоан Кар го гледаме. Бушлер е повлечен. Тони Кукоч се враќа. Нова можност за Чикаго да го изравни резултатот. 8 загубени топки на Јута, една помалку на Чикаго. Џордан бие. Родман за момент ја допре таа топка. И сега Стоктон го води нападот на Јута Џез. Кар бие од прва. Кар е прецизен. Четврти поен на Ентоан Кар, 30-26. Родман, Кукоч, Џордан против Андерсон. Џордан прекрасно. Вистинско школо како се игра 1 на 1, како се изфрла противникот од игра. За Џордан 10 поен. Расел, Мелоун. Мелоун на сила. Не успеа, то Робит. Први поени за Карл Мелоун во втората четвртина. Од прва не успеа, меѓутоа упорен Карл Мелоун и тоа е негов 14-ти кош, 32-28. Кукоч. Блок поставува Лонгли. Кукоч надвор кон Џордан, нов обид за тројка. Џордан повторно прецизен за 3. 13-ти кош на Майкл Џордан. Втора негова тројка. Поен предност за Јута Џез, 32-31. Андерсон одлично докара. Неседично, навремено, убаво додавање на Шендон Андерсон и 34-33. Девет поени на резервистите на Јута, 4 на оние на Чикаго. Кар постигна 6 поени од овие 9. Џордан, убав дриблинг. Хер, Кукоч. 8 поен на Тони Кукоч. 21 кош постигна Џордан и Кукоч комбинирано. 58% шут на Чикаго од поле, 62% на Јута. Мелоун под кошот. Не успеа да поводи. Кар е фаулиран од Майкл Џордан. Иронична насмевка на лицето на Майкл Џордан по оваа одлука на судиите. Го гледаме претходно кошот на Ентоан Кар. Од прва биеше. Ќе ги видиме и поените на Карл Мелоун. Беше удвоен. Во вториот обид прецизен. И додавањето на Шендон Андерсон. Изворедно. Го изфрли од игра, едноставно Лук Лонгли, а на Ентоан Кар не му беше тешко да поентира. Испрема 1, а тоа, барем досега во историјата на финалните надпревари, не му успеало ниту на еден тим. Майкл Џордан во разговор со судијата, Майкл Џордан, кој што во оваа четвртина постигна 5 поени, вкупно 13. Ентоан Кар оди на линијата за слободни фрлања.
Ентоан Кар е висок избор на драфтот, како 8ми пик го зеде Детройт 83-та година, меѓутоа не му понуди задоволувачки услови на Ентоан Кар во првиот договор и поради тие причини Кар својата прва сезона во NBA лигата ја одложи за една година, играше во Милано, а потоа се врати во Атланта, каде што мина 4,5 години. По Атланта година и пол играше во Сакраменто, па 3 години во Сан Антонио и ова му е четврта во Јута. Джордан, убав влез, елегантно, брзо, фаулиране, нема поени, но ќе има слободни фрлања. Еве податок како играл Майкл Джордан против неговите чувари, директни чувари во текот на финалната серија. Видовте 6 мина кошаркари, различни стоеле до него, биле задолжени за Майкл Джордан во одбраната. 50% успех од линијата за слободни, 5 пати прецизен од 11 обиди од поле и 13 поени за сега. Најпрецизен Мелон со 14, Джордан се израмнува. Поен предност за Јута. Тече втората половина од втората четвртина. Хорначек до Мелон, дури тројца крај него. Андерсон не успева да погоди, Родман успеа да спаси. Харпер го има Кукоч десно, еве го Кукоч со топката против Андерсон, Джордан против Расел, Харпер, Кер за момент беше сам, Кукоч, одлично, прекрасно додавање на Тони Кукоч и Майкл Джордан положува 16 поен за него. 8 во втората четвртина и Чикаго го превзеде водството. Стоктон, Мелоун, Хорначек, Мелоун, Хорначек е под кошот и Шендон Андерсон се обиде, не успеа, меѓутоа Мелоун и на крајот успева Карл Мелоун. 16 кош. Многу желба, многу борба во овој напад на кошаркарите на Јута и се исплатеше сето тоа. Повторно водството е кај нив. Родман за момент Стоктон, меѓутоа останува Чикаго во напад. Протестира Родман, бара лична грешка. Фил Джексон повеќе не е мирен на своето место. На својата столица сега шета покрај од линијата и протестира. Харпер, Кер до Джордан. Чекори на Джордан делат судиите. Не мина оваа финта. Во непосредна близина беше судијата и напад за Јута Джез. Хорначек. Кер е задолжен за Стоктон. Мелоун, Мелоун. 18 кош. 39-36. Харпер, Джордан, нов обид за тројка и повторно прецизен. Трет обид за тројка на Майкл Джордан, 3 пати прецизен. Ова е негов 19 кош. Мелоун. Одсвртување, неверојатно. Симултанка игра Карл Мелоун и Майкл Джордан на оваа средба. 20 поени на Мелоун, 19 на Джордан. 2 поени предност за Јута. Кукоч. Кукоч е единствениот кој што му помага на Джордан во играта во нападот. За Кукоч ова е 10 поен. По 4 постигна Пипен и Харпер и по 2 поена Бушлер и Венингтон. Тоа се стрелците за Чикаго. Расел. Расел бие прецизен. Овој втор дел од втората четвртина, во него
Во тој втор дел од втората четвртина гледаме одлична кошарка. Први поени за Расел, Джордан и повторно Джордан прецизен. 21 кош. Се изменуваат на листата на најдобар стрелец, односно најдобри стрелци на оваа средба Джордан и Мелоун. 21 сега за Джордан, 20 за Мелоун. Да видиме сега. Хорначек бие и Хорначек е прецизен. Неверојатна серија на двата тима без промашување. За Хорначек 11 кош, 45-43. Тайм-аут за Фил Джексон. Време е да продолжи надпреварот. Јута има 2 поени предност. Од самиот почеток изворедно интересен надпревар. Можеби само таму некаде на стартот на втората четвртина не беше нешто посебно квалитетен, со многу прекини, со многу лични грешки. Меѓутоа вториот дел од оваа втора четвртина двата тима го играат изворедно. Майкл Джордан од 14 обиди, 8 пати прецизен, скупно 21 поен во ова прво полувреме. Еве го повторно со топката. Против Расел уште еднаш одсвртување и Майкл Джордан во финишот на првото полувреме не знае да сгреши. 23-ти негов кош. Резултатот е изравнен, 90 секунди до крајот на првото полувреме. Мелоун, дали сега на него е редот. Повратна, Расел, Хорначек отворен патот кон кошот за шут, за тројка, непрецизен. Кер. Джордан. Джордан повторно и најпосле промашување од него. Шендон Андерсон, дали излезе надвор од теренот. Останува Чикаго во напад. Уште една шутот на Майкл Джордан. Оној прецизниот од предмалку, неговиот 23-ти поен. Веќе е очигледна и јасна тактиката на Фил Джексон на оваа средба. Карл Мелоун постојано е удвојуван. Еден човек апсолутно не може да излезе на крај со него. И на оваа средба постојано некако штом ја прими топката Карл Мелоун, веднаш се ствара двајца, па и тројца до него. Кер. Лонгли. Джордан. 77% шут во оваа четвртина на Чикаго Булс. Хорначек. Сега две промашувања поред на Майкл Джордан. Можност за Јута повторно да го земе водството во своји раце. Одлично, изворедно. Карл Мелоун во улога на асистент. Џон Стоктон сега поентираше. Само четврти поен за него. Ги размени улогите Мелоун и Стоктон, тандемот на Јута. 47-45. Нешто помалку од 35 секунди до крајот на првото полувреме. Чикаго поаѓа во напад. Джордан против Хорначек бие за тројка. Ова е негово прво промашување за 3 поени, четврти обид. И Делта центар на нозе. Голема поддршка за домашните кошаркари да поентираат во овој напад и со поголема предност да го завршат ова прво полувреме. Стоктон е фаулиран од Кер. На нецели 7 секунди до крајот. Груб прекршок на Стив Кер. Родман покажува нешто што само тој го знае. Кер е повлечен од игра. Харпер влегува на негово место. Нецели 7 секунди до крајот. Мелоун, Расел. Уште еднаш Карл Мелоун прекрасно додава.
Джордан, скоро од центар, да видиме, за малку не успеа сепак да погоди. За Расел тоа беше четврти поен. Јута Джез го завршува првото полувреме со предност од 4 поени. 3 имаше на крајот од првата четвртина. 25-22 беше резултатот по првите 12 минути игра, а маскотата на Јута Джез на центарот од теренот бара галама бука на стартот од второто полувреме. Публиката нормално го слуша, а првиот напад во вториот дел, во второто полувреме е за екипата на Јута Джез. Мелоун доаѓа на својата позиција, следене од Лук Лонгли и погледнете како го минува само во еден чекор. Реков на почетокот од средбата, сега ќе повторам. Лук Лонгли нема никакви шанси во дуелот со Карл Мелоун. Неверојатно лесно Мелоун поентира против него. Сега дојде до својот 22 поен. Хорначек ја собра оваа топка пред Скоти Пипен. Стоктон го имаше Расел, не се решава да му додаде, ниту пак на Адам Кип. Ке се сочека Карл Мелоун да дојде на својата позиција. Еве блок. Надвор до Расел. Стоктон. Непрецизен. И Скоти Пипен убаво блокираше. Истекоа овие 24 секунди за напад на екипата на Јута Джез. Оној шут или полушут, како сакате, на Џон Стоктон, со оглед на тоа дека не допре ништо, не се сметаше за шут кон кошот, времето не се запре. 51-45 е резултатот. Харпер против Стоктон. Да видиме, Харпер е далеку повисок. Лонгли, Пипен, Кукоч. Кукоч против Кив, Кукоч навлез. Тони Кукоч, 12 и негов поен. Очигледно е дека и натаму е расположен за игра, меѓутоа нема многу топки во неговите раце со кои што ќе може да располага, односно да шутира. Мелоун, нова лична грешка, да видиме од кого. Дојде на помош Кукоч, меѓутоа чинам дека личната ја направи Лонгли, кој што го оттурна Мелоун од себе. Камерите ова баш најдобро не го проследија, меѓутоа камерите го следа Скоти Пипен, кој што тешко се движи на оваа средба. Харпер борба со Стоктон и што? Чива ќе биде оваа топка. Оваа топка ќе биде за Чикаго Булс. Рон Харпер убаво се снајде во сендвич меѓу Стоктон и Карл Мелоун, ја имаше топката во рацете и побара тайм-аут. Еве да видиме уште еднаш. Погледнете каков дуел, каква борба. Бога ми, не е лесно кога преку тебе кутот за Чикаго Булс не завршува со поени. Во обид беше Скоти Пипен непрецизен. И сега одиме на спротивната страна. Јута е во напад, Джеф Хорначек има топката кај себе. Майкл Џордан е во став одбранбен крај него. И сега Мелоун против Лонгли. Уште еден влез на Мелоун. А реков, Лонгли е испрустриран. Сега прави груп прекршок над Карл Мелоун. Во немоќ прекршок, еве да видиме уште еднаш. Во првиот чекор веќе Мелоун го мина и погледнете. Нормално Фил Џексон го повлекува од игра, тоа е веќе четврта лична грешка на Лук Лонгли на оваа средба. Тешко дека ќе има некоја минутажа поголема до крајот на средбата. Мелоун, Расел за тројка. Мелоун офансивен скок против двајца, против Родман и Тони Кукоч. Родман повторно провоцира. Ја имаше веќе топката во рацете Карл Мелоун. Родман упорен, досаден, еве ќе видиме уште еднаш. Погледнете,
го прескокна оваа топка, го надрипа Мелоун и сега тука можеше да биде опасно за Денис Родман да настрада лактот. 18 скокови на Јута Джез. Хорначек, лична грешка на Майкл Джордан. Джеф Хорначек одличен во првата четвртина, постигна 9 поени, во втората само 2, вкупно 11. За Джордан ова треба да е втора или можеби веќе трета лична грешка. Две слободни фрлања за Джеф Хорначек. Најава на светското кошаркарско првенство од 29 јули до 9 август во Атина, соседна Грција. Хорначек 12 поен. 50% шут од поле, без промашување од линијата за слободни. И натаму останува така. Ова е негов 13 кош. Да го видиме резултатот. 53-47. 6 разлика за Јута. Джордан. Први поени на Джордан во второто полувреме. 25 негов кош. Стоктон. Против Харпер. Мелоун бие од прва. Не успеа да погоди Кип и Расел беа во скок. Си попречи еден на друг и топка за Чикаго Булс. Повторно Джордан. Харпер бара топка, еве го против Стоктон. Да видиме, може ли да одигра центарски. За момент беше удвоен од Хорначек. Харпер лесно поентира. Тука е предноста во нападот на Чикаго Булс. Харпер против Стоктон. Предноста во височина е на страната на Харпер. Мелоун не успеа од прва, ниту од втора, бара лична грешка. Чинам дека со право реагира. Кукоч против Кип. Родман, уште еднаш Кукоч. Харпер. Лична грешка на Џон Стоктон. Дали ја најдоа слабата точка во одбраната на Јута Джез гостинските кошаркари? Ова е веќе втор напад што оди преку Харпер. Овде немаше лична грешка, овде без друго има. Судиите не забележаа. Джордан лесно се ослободи од Расел. Родман офанзивен скок и уште еднаш Родман во негов стил. Летна низ воздухот за да спаси. Треба човек да умее да паѓа кога ќе скокне вака. Очигледно дека 37 годишниот Родман тоа го знае. 53-51. Води Јута. Некоректно додавање на Стоктон. Многу силно, како да го гаѓаше, буквално стрелаше во Карл Мелоун. Нова шанса за Чикаго да изравни. Кукоч, нема кош. Стоктон на влез. Немаше ни овде лична грешка. Судијата покажува топка за Чикаго Булс. Сега неколку минути на игра во која единствен квалитет на двата тима е борбеноста и желбата, меѓутоа не гледаме убава игра, квалитетна игра, не гледаме атрактивни потези, има многу грешки, нема кошеви. Кукоч. Пипер. Джордан. 5 секунди за овој напад. Мора да се шутира. Джордан. Усо. Родман офанзивен скок. Сега да видиме и на крајот Расел. Упорен Карл Мелоун и погледнете Родман што прави. Повторно не му дозволи на Карл Мелоун да стане, да оди на
противничката половина. Сега не видовме уште еден старт имаше од Родман врз Карл Мелоун, судиите ја запреа играта. Сега малку и Мелоун му се сити, нормално. Еве, погледнете сега. Тоа е првиот старт. Продолжува нивниот дуел. Погледнете. Ова е навистина смешна. И на крајот лична грешка на Родман. Не беше тука воопшто наивен ниту Карл Мелоун. Меѓутоа Карл Мелоун свати дека време е тој да го нервира малку Денис Родман. Доста Родман нервираше секого кого чува. Значи лична грешка на Денис Родман и тайм-аут при водство на Јута Джез со 2 поени разлика. Пеет далеку посилен е Карл Мелоун, тоа е јасно, меѓутоа неверојатно жилав Денис Родман. Ми се чини дека не само што заработи лична грешка, туку го излече и подебелиот крај во тој дуел, а гледаме дека и Расел и Майкл Џордан имаат свој дуел. Само 3 скока на Денис Родман, 6 на Мелоун, пате Мелоун и 22 поена, од Родман кошеви не се очекуваат. Имаше и една асистенција Родман, до Тони Кукоч, се сеќавате во првата четвртина и тоа е се што стори на оваа средба. Само 2 поена за Мелоун, од вкупно 4 во третата четвртина на Јута Джез. 2 слободни фрлања. Дваесет кош. Има 2 помалку од Майкл Џордан. Го гледаме Денис Родман. После изгледа дека Карл Мелоун најпосле го најде клучот за игра во нападот против Денис Родман и не само што го најде тоа, туку најде начин како и да го изнервира човекот кој што ги нервира најголемиот дел играчи во NBA лигата. Џордан против Расел. Повратна до Скоти Пипен. Уште еднаш Џордан. Убава игра на Майкл Џордан и 27 поен. Скоти Пипен не личи на себе на оваа средба, но причината е повредата. Поен предност за Јута. Мелоун фаулиран и нема кош. Лична грешка на Скоти Пипен. И без целиот, условно кажано, нели, Скоти Пипен, Чикаго не дозволува Јута Джез да се одлепи. Ке повторам, јасно е дека и оваа средба како најголемиот број од досегашните надпревари меѓу Јута и Чикаго ќе биде решен во самиот финиш. 24-ти кош на Карл Мелоун. Уште еден негов обид. 4 погодени од 5 обиди на Чикаго, 12 од 16 на Јута Джез. Пети кош на Мелоун, 2 помалку од Џордан. Топката е кај МД. И натаму против Расел. Харпер е десно, прекрасно додавање. Пипен не успеа да погоди, меѓутоа гледате Денис Родман со офанзивен скок, први поени на Родман. Стоктон. Лична грешка на Рон Харпер. Многу прекршоци на гостинските кошаркари и уште еднаш го гледаме ова прекрасно додавање на Майкл Џордан. Меѓутоа тешко се движи Скоти Пипен. Тешко се крева на шут. Мислам дека Фил Џексон не треба едноставно да го мачи или барем да го сочува за финишот над преварот. Би требало да го повлече од игра во овие моменти.
само еднаш прецизен. 5 поени за него до сега. 2 поени предност за Юта Джез. 57-55. Джордан против Морис. Джордан. Нема кош и Мелоун е највисок тамо. Тука е Родман да види што може да стори. Овој пат ништо. Стоктон. Мелоун. Морис. Хорначек навлез. И Джордан одлично. Но Юта останува во напад. И Джеф Хорначек самиот помисли дека успеа да мине, меѓутоа видовте на кој начин го запре Майкл Джордан. Хауард Айсли е во игра на местото на Џон Стоктон, стандардна замена. 3 секунди за овој напад на Юта Джез. Имали време, нема време за Хауард Айсли. Ова беше непрецизен обид да се додаде топката. Сгреши Карл Мелоун право во Скоти Пипен ја фрли таа топка. Ентоан Кар е на клупата. Клучниот човек, уште еднаш ќе повторам на тој пети надпревар. Погледнете само со колку желба, со колку елан, како едва и да чекаше да влезе во игра Ентоан Кар. Пипен. Пипен поени преку Джеф Хорначек. 6 поен за Скоти Пипен, резултатот изравнен. Айсли. Само еднаш прецизни од 8 обиди кошаркарите на Јута во оваа четвртина од поле, меѓутоа ево Джеф Хорначек враќа на поените на неговиот чувар Скоти Пипен. 15-ти кош на Джеф Хорначек, добра, солидна партија на бекот на Јута Джез. Стоктон уште еднаш, односно простете Пипен уште еднаш. Пипен и нов офанзивен скок и поени на Денис Родман. Нешто преку 3 минути до крајот на третата четвртина. 5 офанзивни скока на Чикаго, 7 на Јута. Запрена играта. Уште еднаш ќе видиме како Пипен игра против Хорначек. И еве го скокот на Денис Родман. Пред Мелоун, пред Морис, од одбојка, четврти поен за него. Погледнете само како се влече, буквално влече по теренот Скоти Пипен и најпосле Фил Джексон реши да не му ја вади душата, а Скоти Пипен мора да излезе надвор од теренот, надвор од клупата, повторно оди во сооблекувалната да му биде укажана помош. За Брајан Расел, пети поен, прв во третата четвртина, поен предност за Јута, се играат последните 3 минути од третиот дел. Кукоч застана некако на 12 поени, сега е фаулиран од кого? Или од Расел, или од Хорначек, меѓутоа без друго фаулиран. Расел заминува на клупа, Ентоан Кар е во игра. Кар покрај Денис Родман. Да видиме што ќе донесе овој дуел. Родман. Джордан. Морис е до него. Джордан. Джордан на влез. Фаулиран од Крис Морис. Грубо. Удирање по рацете од задгрб. Меѓутоа останува мирен Майкл Джордан на овој старт на Крис Морис. Две слободни фрлања за него, 27 поени за сега, 4 во третата четвртина. Останува на 27 коша. Лук Лонгли влегува во игра, ако забележав добро Тони Кукоч, така е. Тони Кукоч е надвор од теренот.
Премалку го игра Тони Кукоч на оваа средба кошаркарите на Чикаго. 28 кош за Джордан. Повторно израмнување, 60-60. 2,5 минути до крајот на третата четвртина. Хауард Айсли е со топката, сега Карл Мелоун. Да видиме, еве игра 1 на 1. Против Родман, Лонгли дојде, уште еднаш Мелоун. Хорначек мора да бие, Хорначек не успеа да погоди, лична грешка во напад. Фаулираше Ентон Кар. Брзо удвојуваат кошаркарите на Чикаго Булс кога Карл Мелоун ја има топката кај себе, а на оние повратни на Карл Мелоун брзо се враќаат кај своите кошаркари. Раздвижена одбрана на Чикаго. Еве можност да дојдат во водство. Джордан во негов стил не успева да погоди. Мелоун скок. Хауард Айсли го има Кар десно. Айсли не успеа да мине. Одлично се постави Стив Кер. Кар против Лонгли. Кар нема кош. Скок на Лук Лонгли. Еден од ретките на оваа средба. Нова можност за Чикаго да дојде во водство. Родман, Джордан, Хорначек до него. Джордан нема кош. Морис со тешка позиција. Хорначек е под кошот и најпосле Хорначек 17-ти поен. 2 предност за Јута. Голема борба на теренот. 60 секунди до крајот на третиот дел. Родман до Кер. Овој до Джордан. Джордан повторно на влез и повторно е фаулиран. И повторно грубо е фаулиран. Среќно дојде оваа топка до Джеф Хорначек. Гледате во вториот надпревар 20 поени и тогаш беше најпрецизен до овој момент. Хорначек има 17. Джордан и натаму невообичаено за него не успева да погоди од линијата за слободни. Во финалната серија Мајкл Джордан слободните ги шутира со некаде од прилика 80% прецизен шут. Уште еднаш. 29 кош за Мајкл Джордан. Поен предност за Јута. 45 секунди до крајот на третиот дел. Хауард Айсли има топката кај себе. Да видиме како ќе се развива нападот. Айсли одлично до Кар. Ентон Кар, 9-ти негов поен. Прекрасно беше проигран од Хауард Айсли. Джордан. Кер. Лонгли бие. Многу непрецизно. И сега совети за Хауард Айсли да не брза со овој напад. И некако постојано кога топката во своите раци имаат кошаркарите на Јута, во последните секунди од четвртината публиката е на нозе. 4 секунди до крајот. Киф е под кошот и Киф поентира. На 1/10 до крајот нормално нема ниту да се обидат кошаркарите на Чикаго. 66-61 на крајот од третиот дел по 36 минути игра. 5 поени предност за екипата на Јута Джез. Стигна до сега Мајкл Джордан, 25 Карл Мелоун, Пипен 6 поени за 16 минути игра. Джордан е со топката. Кер. Джордан. Чендон Андерсон до него. Джордан на влез. Нова лична грешка над Мајкл Джордан.
Има две слободни фрлања. Майкл Джордан 29 поени, Тони Кукоч 12, Пипен и Харпер по 6, Родман 4 и Бушлер и Венингтон 2. 30 кош на Майкл Джордан. За Юта Джез 25 поени Мелоун, 5 Стоктон, 17 Корначек, 9 Кар, 5 Расел, 2 Андерсон и 11. Майкл Джордан ја продолжува својата серија. Ова е 31 негов кош. Ајсли има топката кај себе. Ајсли на влез и Ајсли е прецизен. Потребно е и останатите кошаркари да постигнат поени. Не смее све да падне на грбот на Мелоун и на Корначек. Истото важи и за Чикаго Булс. Майкл Джордан троши многу топки, меѓутоа на оваа средба е изворедно прецизен. 33 негов кош едноставно се зема во своји раце. Мина една минута од последната четвртина. Морис бие за тројка. Скок на Денис Родман пред Ентоан Кар. Киф, Кар и Морис се високите играчи во тимот на Юта Джез на стартот на последната четвртина. Родман и што е ова? Можно ли е ова? Денис Родман со скок шут нешто зад линијата за тројка, изненадување за сите и за неговите соиграчи, па верувам и за него самиот. Киф беше премногу храбар, премногу сигурен во својот одраз во овој напад. Топка за Чикаго. Нема што повеќе да чека. Джери Слоун во игра го враќа Карл Мелоун, а наскоро треба да се врати и Браун Расел. Кукоч до Джордан. Майкл Джордан оваа средба не дава никому топка. Човекот игра симултанка, не му паѓа на памет да проигра некој од своите соиграчи. Ајсли. Морис до Мелоун. Морис и поени на Морис. Одлична игра, 2-2. Морис и Карл Мелоун. Играта 2-2 е доведена до вистинско совршенство кај кошаркарите на Юта Джез, без оглед на тоа дали ја играат Мелоун и Стоктон или пак некои други двајца кошаркари. Ке ги видиме поените на Денис Родман. Што да ви правам, вели самиот. И сега уште еднаш убаво врачување на Карл Мелоун и уште поубави поени на Крис Морис. 70-67 мина. Меѓутоа, тие други работи не добиваат толку одглас во медиумите. Скоти Пипен се враќа на теренот, Майкл Джордан е на клупата. Продолжуваме со надпреварот. И натаму публиката во Делта центар на нозе. Кукоч, убав потек, меѓутоа нема завршница. Џад Бушлер спасува. Кукоч уште еднаш, ова е обид за тројка. И сега Мелоун не дозволува да ја прифати оваа топка Денис Родман, не дозволува да стигне до Тони Кукоч и пред да излезе заедно со баскетот надвор од теренот, Карл Мелоун успеа да побара тайм-аут. Ова ќе биде еден од оние кусите од 20 секунди. Го гледаме Тони Кукоч. Фантастичен учинок во петиот надпревар, 30 поени, тоа е рекорд, плейоф рекорд во неговата кариера, воопшто за плейоф надпревар и посебно за финален надпревар.
со фантастичен шут од поле од 13 обиди, 11 пати прецизен. Тони Кукоч. Се враќаат кошаркарите на теренот, продолжува играта. Џон Стоктон го води нападот на Јута Џез, 3 поени предност за домашниот тим. Мелоун против Тони Кукоч. Сега интересно да видиме. Мелоун е посилен од својот чувар. И Тони Кукоч успеа да пресече, на крајот е топката во рацете на Скоти Пипен. Ново некоректно додавање, би рекол, на Џон Стоктон. Кер до Кукоч. Да видиме. Родман, 5 секунди за овој напад. Кер избиена му е топката од рацете. Мелоун се бори тамо. Што велат судиите? Дали истече времето за тој напад на Чикаго Булс? Погледнете Карл Мелоун. Само да стигне пред Родман. Токму така, значи истече времето од 24 секунди за да биде упатен удар на противничкиот кош и топката им е доделена на домаќините. 13 загубени топки на Јута, 10 на Чикаго до сега. Мелоун назад кон Кар. Кар нема кош овој пат. Во петиот надпревар овие удари ги погодуваше, посебно во последната четвртина. Од 5 обиди 5 пати беше прецизен. Пипен. Кукоч за тројка, Тони Кукоч и Кукоч е прецизен. 15 негов кош. Прва тројка на Тони Кукоч. Израмнување 70-70. Изминаа 4 минути од последната четвртина. Една тројка на Јута од 7 обиди, 4 на Чикаго од 9. Морис до Андерсон. Андерсон е фаулиран и кошот важи. Четврти поен на Шендон Андерсон. Поени во вистински момент и со лична грешка. Погледнете. Стив Кер му застана на патот на Карл Мелоун. Буквално беше прегазен од него. Меѓутоа резултираше сето тоа. Таа пожртвувано со тројка на Тони Кукоч, а 3 поени од овој напад на Шендон Андерсон. Вкупно 5 коша за него. 73-70. 7,5 минути до крајот. Џордан против Расел. Џордан на влез, фаулиране од Кар. Многу лични грешки направија домашните кошаркари над Мајкл Џордан. Многу треба да работи за да воопшто дојде до позиција да упати удар. Што се треба да претрпи Мајкл Џордан во тие стартови, во тие дуели, меѓутоа искусен е, не дозволува никаква провокација да го испрли од ритам, од такт. Од друга страна, мора да кажам, троши премногу топки. Не ја дава лесно топката кај своите суиграчи. Ќе видиме дали тоа на крајот ќе донесе резултат за кошаркарите на Чикаго. 34 поени за Мајкл Џордан до овој момент. Има уште едно слободно фрлање. Јута има 2 поена предност. Сега еден. Карл Мелоун за сега без кош во последната четвртина. Вкупно 25 постигна до сега. Еве го Мелоун против Родман. Мелоун одсвртување и натаму без поени во последниот дел. Ентоан Кар прави лична грешка или пак Джеф Хорначек. Во секој случај фаулиране Скоти Пипен. Седум минути до крајот. Кукоч. Пипен. Џордан. Пипен е на теренот, доле, полека станува, Џордан кружи, упати удар и Мајкл Џордан. 37 кош,
Симултанка на Майкл Джордан. Поен предност за Чикаго. Лична грешка на Томи Кукоч. Фаулиран е Браун Расел. Уште еднаш да видиме. Многу работа за него кошеркарите на Чикаго, неговите соиграчи поставуваат блокови, се движат, отвараат простор, се со цел Майкл Джордан да дојде до 21 минута игра проведена на овој надпревар. Чикаго има поен предност. Чикаго се повеќе ја гледа шансата вечерва да ја заврши работата. 74-73. Ке повторам, лани во финалето овој шести надпревар беше фатален за Јута Джез. Тука заврши финалната серија во шестиот надпревар. Мелоун ја губи оваа топка од Скоти Пипен. Очигледно е дека само со удвојување може да се игра против Карл Мелоун, а тоа би требало да го искористат неговите соиграчи. Запрене играта. Од кого лична грешка? Стоктон. Фаулиран е Рон Харпер. Еве уште еднаш, погледнете, двајца. Тоа беше старт на Скоти Пипен, според судиите нема лична грешка. На средина сме од последната четвртина. Уште 6 минути до крајот на надпреварот. Чикаго има поен предност. Джордан против Расел. Джордан бие, овој пат нема кош. Стоктон ја прифати топката пред МД. Мелоун и сега лична грешка. Ако пред малку немаше при стартот на Скоти Пипен, овој пат судиите ја видоа. Родман прашува дали нему му е досудена. И да видиме дали ќе дојде до своите први поени во оваа четвртина Карл Мелоун. Овие 25 ги постигна во првите 3. 26 негов кош. Резултатот изравнен. Го гледаме неговиот учинок, поентерски во претходните 5 надпревари. Далеку најпрецизен на петиот со 39 поени. За сега 26. Тоа е негов втор најдобар скор во оваа финална серија. Поен предност за Јута Джез, 75-74. Чикаго поаѓа во напад, публиката повторно станува на нозе. Голема поддршка за Јута Джез. Джордан, нема кош, скок на Расел. Стоктон се решава сам. 7 поен на Џон Стоктон, 3 поени предност за Јута. Кукоч бара топка, ја добива. Кукоч до Кер. Пипен против Корначек. Пипен прецизен. Реков дури Иваков повреден, половичен би рекле, непроценлив е во играта на Чикаго Булс Скоти Пипен. Мелоун од непосредна близина не успеа да погоди и сега прави лична грешка над Денис Родман. Сега и Карл Мелоун во стилот на Родман. Ке ги видиме уште еднаш поените на Џон Стоктон. Блок постави Кар, како зид се постави пред Стив Кер. Го искористи тоа Џон Стоктон и еве ги поените на Скоти Пипен. Имаат предност во височина кошеркарите на Чикаго во два дуела. Скоти Пипен против Джеф Хорначек и Рон Харпер против Џон Стоктон. Родман на линијата за слободни.
Во четвртиот надпревар погоди 4 поред во самиот финиш. Имаше и 6 офанзивни скокови и беше клучниот човек за победата, третата победа на екипата на Чикаго Булс. Уште еднаш Денис Родман. Во вториот обид прецизен за Родман, 7 поен. Невообичаено прецизен, 7 поени. Резултатот изравнет. Двата тима по 77 кошеви. Стоктон. Харпер работи против него во одбраната. Стоктон се прошета низ рекетот. Хорначек. Мелоун офанзивен скок. Расел. Мелоун од прва и кош на Карл Мелоун. 29 поен на Карл Мелоун. 2 поени предност за Јута Джез. Голема борба. Невидена борба меѓу овие два тима во текот на секој надпревар од ова финале, со исклучок можеби на третиот кога доживеа катастрофа Јута. Харпер, дали ќе важат поените? Според судиите упатен е ударот на време. За Харпер ова е 8 поен. Резултатот е повторно изравнет. Одлично чуваат до последната секунда кошаркарите на Јута, но тука попуштија и Харпер погоди. Мелоун. Расел, ова треба да биде лична грешка во напад, ако не се лажам. Ова би требало да биде лична грешка во напад. Досудена му е на Денис Родман. Уште еднаш ќе видиме дали навреме го упати ударот Харпер. Евеа нулата. Поените не треба да важат. Според ова реприза, нулата се појави. Харпер се уште имаше топката во рацете. Но што е тука е за кошеркарите на Јута. Резултатот изравнет, затоа пак имаше компензација на спротивната страна. Досудена лична грешка на Денис Родман. 2 слободни фрлања за Расел, а сега гледаме поништени поените на Хауард Ајсли, сосема исправно упатен удар на време. Значи за Расел 2 поена. 6 и 7 вкупно. Харпер, Джордан, за 3 поени Джордан, Кусо и Стоктон и Харпер воопшто не гледа каде е топката. Непрецизно додавање на Джеф Хорначек кон Брајан Расел. Нова шанса за Чикаго да изравни. Джордан, Родман, запрена е играта, лична грешка во напад, велат судиите. Уште еднаш, мора да кажам, престрого. Ова беше судар меѓу Родман и Стоктон, кој што воопшто не би требало да биде санкциониран. Ниту против Родман, ниту против Стоктон, тука играта едноставно требаше да продолжи. Вака, 5-та лична грешка за Денис Родман. Еве да видиме уште еднаш, погледнете. Овде без друго играта требаше да продолжи. Еве реакцијата на Майкл Джордан. 2 поени предност за Јута, нешто пети играчи со NBA тимовите се проценуваат на некаде околу 800 милиони до 1 милијарда долари. Се разбира, најтешкиот уговор го има токму овој човек, Майкл Джордан. Ќе повторам уште еднаш, 36 милиони долари за 1 година играње. Верност на Чикаго Булс. Одиме во самиот финиш на овој надпревар. Помалку од 3 минути до крајот, 2 поени предност за Јута. Јута во напад. Мелоун. 31 кош за Карл Мелоун. 4 поени предност за Јута, 83-79.
Тони Кукоч, Пипен, Джордан. Джордан на влез. Джордан против Расел, овој пат не успеа да мине. Ке проба уште еднаш. Джордан повторно на влез, лична грешка на Брајан Расел. Ова беше мало оттурнување, меѓутоа сосема доволно судиите да видат лична грешка. Ке ги видиме уште еднаш поените на Мелоун. И Стоктон и Харпер појдоа, односно и Харпер и Пипен појдоа кон Стоктон. Мелоун остана сам и Стоктон вообичаено секогаш го гледа неговиот соиграч кој што е сам. Джордан на линијата за слободни. 38 кош. Ја замолче публиката. И уште еднаш. 39 кош. 2 поена предност за Јута Джез. Стоктон. Се играат последните 2 минути од надпреварот. Стоктон бие сам. Нема кош, кој е тамо под кошот? Брајан Расел, офанзивен скок и не успеа да ја извади оваа топка. Пипен, Джордан. 100 секунди до крајот. Джордан уште еднаш против Расел. Джордан бие кусо и Стоктон ја прифати топката. Расел му попречи за да ја додаде во контранапад. Сепак Јута има топката кај себе и можност да ја зголеми предноста. Родман краде. Топката им е доделена на кошаркарите на Јута. Нервозно реагира Фил Джексон, исто како и Денис Родман. Меѓутоа судиската е последна. Не сум сигурен дека е исправна во овој случај, меѓутоа секако последна. Стоктон за тројка. Пребрзо. 65 секунди до крај. 2 поени предност за Јута. Джордан на влез. Лична грешка на Џон Стоктон. Джордан е решен во финишот и во оваа последна четвртина се да стори самиот. Побаран е тайм-аут за екипата на Чикаго Булс. Чинам дека е ова еден од кусите, оние што траат по 20 секунди за концентрација на Мајкл Джордан пред двете слободни фрлања. Еве да го видиме неговиот учинок, неговата игра во последната четвртина. Мајкл Джордан до овој момент во последниот дел од надпреварот постигна 10 поени. По 3 четвртини имаше 29, сега 39 поени. Нецела минута до крајот на надпреварот. Јута има 2 поени предност. Меѓутоа Мајкл Джордан има 2 слободни фрлања за изведување. И да видиме. Од поле, лош процент, гледате. Джордан не греши во финишот. 40-ти негов кош. Само поен предност за Јута. Чикаго нема намера да испушти оваа шанса. Уште вечерва да дојде до својата 6-та титула. Резултатот е изравнен. Двата тима по 83 поени. Еден од клучните напади на надпреварот. Оди преку Карл Мелоун против Родман. Пипен доаѓа на удвојување. Стоктон бие за тројка и погодува. Џон Стоктон. Повистински момент. 10-ти негов кош. Се обиде со тројка и во претходниот напад не успеа. Меѓутоа ова до крај Везди во својот состав имаат желба, мотиви, инспирација.
Kvalitetna igra i jasno je zašto. He's going to double team. So watch what happens now. Stockton's going to circle through, and Antoine Carr dives down, so Harper has to play him. Now on the skip out pass, Stockton hits the three. What a huge shot to put his team up three. Look how close his foot was to the line here. A three by inches. Now this is what Karl Malone had to do. He had to find the open man, and Harper runs at him. And normally it's Stockton and Malone. This time it was Malone to Stockton. 10 points for Stockton. At age 36, he's played more NBA playoff games than anyone in history without winning a title. Now the Bulls would like to get 2-for-1 possession here. Try to get a quick score, get to the free throw line to give them 2 opportunities to 1. Pippen into Jordan. Michael working on Russell. Brings them to within 1. They scored within 4 seconds there. That's how quickly that changes now. Now it puts the pressure on the Jazz to score once again. Jordan with 43. Malone is doubled. They swat at it and steal it. Here comes Chicago. 17 seconds. 17 seconds from Game 7 or from championship number 6. Jordan open. Chicago with the lead. Timeout, Utah. 5.2 seconds left. Michael Jordan running on fumes with 45 points. At the end of the game, you got to get it out of his hands. Michael double back. You're going to see he's in the play. Look where Hornacek is setting the screen. Michael never clears, so Malone doesn't see him. He comes from the blind side and strips him. So 3 crucial plays here by Michael Jordan now as he gets Brian Russell with a quick crossover. Look at Brian Russell slips, and Michael pulls up and buries the shot to give him a 1-point lead. That may have been, who knows what will unfold in the next several months, but that may have been the last shot Michael Jordan will ever take in the NBA. Watch Jordan's left hand here as he gives Russell the push. The referee can't see that. Jordan frees himself up for a clean look. The greatest thing about Jordan is he has all the tricks. That's why it's so difficult to guard him. Stockton, Hornacek, Antoine Carr, Karl Malone. Brian Russell ќе уфрли топката во игра. Hornacek je тука, Carr, Malone и Stockton. Stockton ја прифаќа топката. Stockton бие за тројка, Stockton нема кош и крај. Chicago Bulls е шампион. Chicago Bulls ја освојува својата 6-та шампионска титула. Голема радост за Майкл Джордан. Сакал некој да признае или не, апсолутно ја заслужи оваа радост, ова признание. Майкл Джордан. 45 кошеви, феноменална последна четвртина. 16 коша постигна во таа последна четвртина, во последните 12 минути. Во преградка е со Фил Джексон. Најверојатно овој состав на Chicago Bulls повеќе и нема да биде заедно. Најверојатно ова е крај на империјата на Chicago Bulls во декадата на 90-тите. 6-та титула за 8 сезони. Майкл Джордан најверојатно ќе дојде до својата 6-та награда, трофеј MVP на финалните надпревари. 6 пати беше MVP и на првенството и доаѓа и до 6 шампионски трофеи. Дискутабилно е тоа дали е најдобриот играч во историјата на кошарката. Се е прашање на вкусовите. Тоа што зборат бројките зад неговото име, без друго го бројуваат, ако не
на самиот врв, тогаш без друго во самиот врв на најголемите во историјата на оваа игра. Меѓутоа, Майкл Джордан без друго е најголемиот кој што ние го паметиме. Now Ron Harper's guarding Stockton, who cuts through.